22 кутии, 22 надпреварувачи, само едно прашање. Каде е милионот? Добро вечер, банкару. Исклучително интересна емисија беше последната емисија на нашиот надпреварувач Ненад, кој што кутија вредна 65.000, претходно ја продаде за 65.000 денари. Во секој случај беше задоволен и пак ќе кажам беше сепак неизвестно за самиот крај. Каква ќе биде играта и колку пари ќе земаме, тоа не знае никој. Знаеме само дека е ново издание на Сили нешто, дека велам добровечер сите наши многубројни, редовни, сакани и почитувани гледачи и дека игра само еден и сите сме заедно со него против банкарот. Да видиме кој ќе ве забавува. Магдалена, кутија број 22. Серафимовска Магдалена од Челопек Тетово со кутија број 22 заслужува аплауз. Доаѓа редовно, трпеливо си го чекаше својот ред и го дочека. Добра ти вечер. Добро вечер и на вас. Многу брзо помина. Брзо помина? Да. Затоа што добро се дружевте и се забавувавте, нели? Баш така. Тоа што го кажуваат 100% од луѓето кои што дошле тука. Да. Буквално сите го кажуваат. Исто мене ми е исклучително драго. Магдалена, која беше првичната причина да кажеш ќе се пријавам, па ќе одам? Па тоа е една од причините. Некои работи се раскажуваат во животот, а некои се доживуваат. Јас сакав лично да ја доживеам убавината на овој квиз. Така, да не слушаш само раскажување, туку да се увериш во тоа и се увери, така? Да, така е. Така е. Значи, некои работи се случуваат, што се случуваат тука, навистина може да ги раскажете, но доживувањето е сосема поразлично. Така е. Тоа е старо што велат, не дозволувате да ви раскажуваат, бидете вие тие кои што ќе раскажуваат. Добро, Магдалена, се надам дека ќе имаш навистина многу приказни за раскажување од цели нешто, особено после емисијава нели наша, па да раскажувам твоите пријатели, роднини, кумши, како што си поминала, се надевам дека ќе имаш и некој милион или некој убава сума за која што многу ќе зборуваме. Како ќе играме? Па имам нешто, неколку 3-4 рунди како ќе отварам, значи кутии. 3-4 рунди имаш? Да. Па браво. 3-4 рунди знае како ќе игра. Обично 3-4 рунди не знаат како ќе играат. Значи знаат рунда 2, ама ти си дошла подготвена. Може би затоа што си сметководител, па ја имаш таа дисциплина и таа култура на пишување, запишување, браво, секоја чест. И сега што ќе кажеме дека 22 само не значи нешто или не значи за сега. Во ред. Ова 22 значила не значила, твоја е, со неа играш. За неа ќе се расправаш со банкарот заедно со мене како и колку да ја продадеме или дали да ја продадеме, затоа што никој не знае која сума во која кутија се наоѓа, ниту јас, ниту ти, ниту банкарот, затоа што може да имаш само денар, не Боже, може да имаш цел милион, дај Боже. Никој не знае која сума во која кутија се наоѓа. Специјално жири, членови кои што на жирито, надворешно е тоа жири, се задолжени за распределување на вашите суми. Играш како што сакаш, ја продаваш кога ти сакаш. Ти помина ли таа малку трема што имаше кога дојде? Па немам трема, само возбуда? Па сосем малку. Па логично е. Имаш ли искуство вака пред камера? Вака на овој начин не, бидејќи бев член на културно-уметничко друштво, имаме настапување на телевизија. Сега, одма се гледа со кој си имаш рама. Одма се гледа кога некој прв пат стои пред камери, под рефлектори, пред многу луѓе, така што се надам дека тој ќе ти помогне во твојата игра. Ајде, прва рунда за Магдалена од Челопек. Почнуваме. Ќе започнам со 4. Татјана. Татјана, кутија број 4 те дочека насмејано, како сака да ти каже, ќе ти отворам сино. Отвори ја. Дај Боже. И биди во право. Не си. Рече прва ќе ме отвориш. Така рече, а? Да. Добро, зошто рече дека прва ќе отвориш Татјана? Па не, така, тој број ми беше... Добро, 1.100.600 во игра. Не значи ништо ова, 250.000 ништо да не те секира. Одиме се нешто сино. 19-ка, Снежана. Снежана. Отворени сино. Браво.
17 Билјана. Отвори ја кутијата. Со среќа. Како бе, Магдалена? Ти беше запишано? Да. Ти беше за отворање? Да. 100.635, тоа е. Ни прва, за жал, и последна со ваква игра. Да. Ајде да отвориме. Сум требало да ги сменим. Па, да, ама кој да знае дека овие што ти биле за отворање требало да ти бидат за чување. Одиме со уште две, се надевам, сини. Петка, Стефан, комшијата. Дали продолжуваш по... Не. Не? Не. Стефан, отвори ја кутијата. Со среќа. Ни треба среќа, Стефане. Си. Ау. Леле, како е можно ова. 100.000. Ајде, може би во твојата 22-ка. Може би во кутијата која што ќе чуваш до крај. Магдалена, мораш да отвориш нешто сино сега. Ајде. И другиот комшија ќе го отворам, 21, Зоран. Зоран. Отвори ја кутијата. Ми беше страв да ти кажам искрено да ја отвори кутијата Зоран. Објасни ми, Магдалена, како беа запишани овие броеви првиве две, па после се премисли, не одиш по бројките, па отиде кај Стефан и таму сгреши. Таа петка кај Стефан, кај ти беше запишана? Четврта рунда таму. Четврта рунда. Да. Ете, гледаш, ја смени и пак сгреши. Да. Кој да знае? Да, никој не знае. Никој не знае. Со колку си дојдена? Добро вечер. Добро вечер. Ајде. Живка, мајка на Магдалена. Драго ми, господја Живка и Добро вечер, Мирослав, сопруг на сопруг. Значи мама и сопругот. Да. Мирослав и господја Живка. Дали знаевте што планира да отвори? Дали имавте некое мислење вака кога погледнавте во кутиите кога ги отвораш? Не. Нејзина игра. Еве го весел и расположен уште после првата рунда. Добра ти вечер, банкару. Поздрави цела Македонија, Челопек, Тетово, гости, роднини, се поздрави. Од среќа. Магдалена, тебе најмногу. Благодарам. Добро, имаме 100... Што и се заблагодаруваш? Знаеме зашто се заблагодаруваш, меѓутоа 100.000 ќе ги направиме 200 и џабе везеш. 1000 денари е првата понуда, кажи дали не важи. Не важи. Ајде. Првата понуда не важи, имаме една наистина многу интересна ситуација. Не баш во многу позитивна конотација сето тоа, затоа што отворивме 1.250.065. Имаме 20, 35 и убави 100.000 денари, кој што се може во незината 22-ка. Тргна со една шема, продолжи, смени нешто и тука малку сгреши, не многу. Кажи ми те, молам, што направи сега, нешто запиша? Каде се 250 милионот, каде беа? А зашо ти се сеа тоа? Зашо ти Па треба? да видам каде се 100.000. А така, што заклучуваш сега? Ништо. Втора рунда, 3 кутии. Леле, оваа игра, значи, навистина, фрустрира кога сакаш да се обидеш, да погодиш кој каде се наоѓа, па да најдеш некоја луѓе кој ќе сватиш дека не можеш, фрустрира. Но 100.000 ќе ги сочуваме. Повели, Магдалена. Осмица, перица. Број 8. Перица отворија. 20.000. Добро. Имам чувство дека нешто се им лута на овие лево, значи или откако Билјана ти отвори милионот, тој така? Милион им се скара на цела страна овде. Не, чекај. Немо сега да стрефиш некој 100.000. Слободно отворена десната страна. Јас само констатирам. А тоа што го гледам, морам да го искоментирам. Да. Зошто ги чуваш? Чекај, полека. Магдаленче, кажи ми. Имаш, сомнеш дека... Што имаш сомнеш? Милионот го отвори. 100.000 дека се, кај се 100.000? На која страна? Што мислиш? Во овие останативе тука? Билјана ми рече надвор, ама не ја послушам. Што рече Билјана? Дека ми е сомнителна 17-ката да ме почува, али таа рече мисли за отварање. Добро, бидна, ајде, повели, може да си продолжиш на таа истата страна, јас не те премислувам, само те прашувам. Наред се 18 Јован. Значи, секако ти беа наред од оваа страна. Јован, отвори кутијата. Со среќа. Браво.
13. Иван. Ивана е нова, здраво Ивана. Добро вечер. Добро вечер. Јас сум Ивана Китановска, доаѓам од Скопје, имам 20 години и студирам на медицинскиот факултет во Штип. Еден аплауз за нашата медицинарка. Ако нешто ни треба, што студираш конкретно? Стоматологија. Стоматологија, браво. Ако нешто ни треба, овде се добри медицинари. Ивана, отвори кутијата. Дали ќе биде нешто? Браво, добро е, ајде се враќаме. После првичниот шок се враќаме. Магдалена, Да. забележувам дека си така малку, што е многу логично и очекувано. Се изненади посебно милионот кога го отвори, морам да признам, ја исто нормално, не само ти. Да. Ти беше запишан така? Да, За отворање? прва рунда ми се даде Кутијата. четврката и 17-ка. Врз основа на што одлучите овие кутии да бидат отворени или овие да не бидат? Имав некои бројки што ми беа за чување и пак се плашев од тие бројки каде што највеќе беа високите суми и мислев тие да ги зачувам, но немало. Но тоа е тоа. Добро, Магдалена, кажи ми сега, споменав дека си сметководител. Да. Каде работиш, колку време? Во основно училиште, 7 Марси, село Челопек. Работам веќе 5,5 години. Добро. Инаку тој е сметководител за 3 училишта, значи општински е тоа сметководител, меѓутоа мене канцеларијата и работата ми е во тоа училиште во Челопек. Така. Исто за училиштето во Првеница и за училиштето во Стенче. Во Стенче, тие се сите таму Да, близко. меѓутоа да, значи документацијата ја земам и исто те работам во Челопек. Добро, кажи ми те, молам, имаш ли колешка некоја или си Не, јас сам сум. таму жариш и палиш ти? Да, за како сметководител јас сум, инаку во канцеларија сум со педагог. Со педагог, Да, добро. поздравлення. Добро, ти си од Челопек или таму си мажа? Мажева сум во А Челопек, од каде си? од село Сарачино. Од Сарачино. Добро. Океј. Ајде да видиме банкарот после оваа приказна за нашата Магдалена. Да, мислам дека од секаде и од Сарачино сме имале надпреварувачи. Чекај, Бошко од Сарачино ли беше? Иде надпреварувачот. Не е важно, сме биле, значи мислам дека е оно таму. И еден млад дечко имаше од таму, од Брвеница сме имале неколку. Мислам дека и од Челопек. Од Челопек дали бидејќи мислиш дека не сме имале? Тврдиш? 14 години од Челопек не сме имале човек. Ништо, еве кој ќе испратиме Магдалена, одма да дојде некој од Челопек. Од 1000 на 3000 динари Магдалена, знаеш дека така ќе се мачиме сега со понудите нели без 250.000 милион. Кажи дали таа понуда не важи? Не важи. Така е, понудата не важи. Магдалена, сега имаме отворени и црвени и сини, денарот не е во игра, за жал милионот не, но имаме 100.000, 35.000, кој што ако остана до крај, ќе ни биде убаво, ќе ни се најдат, сакам да кажам. Ајде да отвориме 3 сини за твојата трета рунда. Овели. Сега оди според она што си го напишала или според она што не си го напишала? Сега јас не знам. Тројка Јасмина. Јасмина, отвори ја кутијата. Браво! Еве го динарот. Што се вели го повикавме. Така, кажа Фебе, милионот го немаме, динарот го имаме и еве го извадиме. Супер. Одиме понатаму. Шестка или седмица? 6 или 7, мама? Ајде шестка, Мартин. Мартин, отвори ја кутијата. Со среќа. Добро. 100.000. Може би се во 22-ката, се надевам искрено, ама ако не се... Направи еден шаховски потез, сега не знам дали ми примети. Истовремено. Добро, ајде, драга, уште една. Ваму сега мислам дали 12 или 14. Илија, што мислите? Двајцата се Илија. Ау, да, и другите. Ако не забележа. Да, За мене? да, да. Па За ништо. првиот Илија. Да. Не мислам ништо. Мислам неблагодарно. Мислам дека по моје сино е, ама да не
така не... Да не Ајде, греши. отвори ја. Или ја отвори кутијата. Ајде, суседете. Хвала. Браво. Браво. Малку муабет. Добро е. Малку размислување и тоа ни донесе уште една убава рунда, и без денар, добро е, 100.000 во игра, знаеш како остана до крај, дека ќе имаме убава понуда, ќе заборавиме дека сме отвориле милион, како и да е. Дај Боже да се оде. Читам овде, вака, велиш дека пишуваш песни, Да. читаш многу книги, ова песна ти ли ја напиша, велики онака многу вистините, кратко ја онака, и тоа убаво напишано, така да повели. Се или нешто. Емисија за забава и дружба, никој тогаш не е на служба. Надпреварувачи од секој крај се собрале на едно место и да го надбудат банкарот не им е баш лесно. Така е, браво, еден убав аплауз. Ми се допаѓа вака, тоа е реалноста, за забава и дружба емисија, не е служба, навистина дури јас не се чувствувам дека сум дошла на работа, да бидам искрена, имам чувство дека добро, така и луѓето така викаат. А Белила, ќе се дотераш, идеш пиеш кафе таму. Си правиш муабет со луѓето, поминала емисијата. Таму само да ви кажам, не сте далеко од вистината, ама после 30 години работа, ovo сум го заслужила вака да уживам и кога уживаш во работата како да не си работел ни еден ден. Кај аплаузот за се ово убаво што го кажав. Мојата неостварена желба е да бидеш новинарка. Да. Па зошто не бидна новинарка? Значи, кога требаше да се запишам на факултет, моите, бидејќи финансиски не беа добри, ми рекоа во Тетово да се запишам на факултет. Тука е господја Живка, ќе потврди за се што Да. кажуваш. И имаше таму факултет, значи, за култура, комуникација и новинарство. И Добро. јас буквално спремна за тоа да се запишам, дури и книги си обезбеди, се тоа. Така. И кога дојде наред за уписот, факултетот се прекина затоа што немаше доволно студенти. Требаше повторно да не праќаат во Скопје и тогаш избрав нешто друго. Видете, луѓе, какви ситуации се случуваат, навистина. Па некој сега ќе каже, па добро, просто не требало така да биде, значи требало баш така. вака. Баш Предпоставувам, така. нели? Така е. Некогаш знае животот да не усмери во некои други правци. Така, да ќе му се лутиме као види сега ми го скрши филмот, а може би има зошто ни е сменат планот, нели? Да, така. Господја Живка, така беше приказната, Да, сакаше да така, биде така. многу новинарка. Да, сакаше многу да биде. Што ја се интересираше кога беше помала вака? Кога беше имате се имаш браќа сестри? Имам брат, да. Брат. Помал, да. Еве она кога беше да речам девојче, што мислеше дека ќе биде кога ќе порасне? Па многу имаше мирак да биде новинарка, ама еве испадна нешто друго, па сега добро и сега и ова. Апсолутно, Да. така е. И еве една убава можност вака да видиме и Да. навистина би била добра новинарка, елоквентна си, воспитана си, културна си. Штета Благодарам. што те нема некој како новинарка. Па дури мојава телевизија. Банкарот како мал сакал да биде банкар. И ништо друго. И он како мене многу ужива во работата. Особено ако ќе му го отвориме милионот. Кажи банкарот? Пресметки правиш, знам. И уживаш. Највисоката 7.000. Се мачиме, многу се мачиме, знам. Навистина, сега ќе каже Деврелило како се мачите. Со понудите, драги наши гледачи, тоа сакам да кажам. Се мачиме со понудите, затоа што што отворивме 1.250.000 ги отворивме, и тоа уште во првата рунда, и овие 100.000 денари единствено ако ги сочуваме до крај ќе ни донесат убава понуда. Да не ги заборавам, 35.000 се исто убава сума. Кажи дали важи. Не баш. Дзирна, те видов дека дзирна. Што дзирна? Кажувај сега. Гледај, ајде Па малку. мислим дека овие веќе се ги отворив. А Мирослав, добро, вака од дома немаше стратегија како Заедно супруг. правевме Боштум. Мирослав, заедно правевте? Ева Боштум, одамна го немам чуено. Боштум е као Кобајаги нешто, Да, така? Да. Кобајаги. Боштум ми дека се нема свиѓа. да користим некој... А знаеш да не ga користиш кога си тетовчанка, може да ga користиш слободно. Бидејќи многу често користам кога зборувам на крај о го потенцирам, јадемо, пиемо, ми скара тоа да не го користам воопшто. Кој ти рече сега тоа? Кој те скара? На работа. На работа не. Значи вака. Убавината на македонскиот јазик е токму во дијалектите. Да, точно, ова е
емисија која што оди на национална телевизија, каде што нели генерално треба да се зборува литературно, затоа што нели од таа причина луѓето гледат и телевизија. Меѓутоа, ова не е дневник, не знам, културно-уметничка програма каде што ние ќе зборуваме за буквите и за или образовна емисија. Ова е една таква шоу програма каде што се ни е дозволено и слободно можеш да искористиш по некој збор тетовски. Да. Ајде, драга, повеќе. Се мислам тие горе да ги отворам. Бидејќи ваму горе беше милионот. Тоест ваму доле беше милионот, таму 250, горе море да не се горе 100.000. Да се подсетиме, кај беше милионот? Кај доле, кај биле. Кај биле. Кај бе 250.000? Горе. Кај Татјана, горе доле. Да не чепкам горе сега. Не би овие членовиве на комисијава следен пат нема да ги пуштам да влезат. Вака сега, за каде зборуваме од горе тие страх? Да. Да не се таму. Што мислите вие? Каде да не чепка? Ваше мислење. Днеска да начува. Па секако таму ми беше за чување, затоа што синот ми е на 20 роден. Знаеш дека можеби токму родендените треба да бидат отворени. Па да. Многу често се покажува тоа како голема грешка, но добро. Драга, 100.000 нека останат во игра. Ајде, 3 убави пути. Не му се плаши многу, не претпоставувај како мислиш дека треба да играш. Ајде, бидејќи погледнав таму горе, ајде Павлина 20. Тој роденденот? Да, среќа, се надевам ќе ми донесе. Ајде Павлина да видиме. Може? Отвори ако ти иска, да. Не, штом ќе ве видам да ги погодите високите во чуваните, знам дека грешите. Во тие што ги чувате. Фала Богу. Да. 16 Даниел. Даниел. Отвори ако ти. Браво. Не брзај, уште една подразмисли и одлучи се. И 12-ката ми беше за отварање. Ама не знам сега. Ти беше за отварање? Беше. Отворија. Толку ќе ти кажам. Се што ти беше за чување сгреши. Чиј овој роден се? Не, не е роден. А, не е роден, ама за чување. Која 12-ка? Да, не отворам. Или не? 20-ката беше роден ден на синот? Да, на... Така ли беше? Да, на роден на... На Да, синот. на татко ми е 12-ти роден. Да. Добро. Ајде, отвори ја, Илија. Илија. Добро е, реков. Отидоа 3000 луѓе, чекај, 3 отворивме, нели? Да. Ајде, аплауз. Може, браво. Не е мала работа да со една кутија само да ти е висока и вака да успееш да случуваш, можеби ја чуваме дека е во незината 22-ка, дај Боже. така мислам. Нели? Да. А можеби ја чуваме таа, многу често ми се случува дека ќе прашаме како го случува милионот или нели таа највисоката? Случајно. Многу често тоа се случува, да знаеш. Да. Ама и често се случува ако на почеток се сгреши, па потоа текот играта е сосема... Така, сосема поинаку и пак ќе кажам затоа оваа игра ја прави толку интересна. И тоа не само кај нас. Значи ова е вистински феномен од емисија. На светско ниво е така. Баш. Добро, драга, како највозбудлив момент, дали знаеш што се ми напишала? Нешто има врска со твојата игра. Најпрво им кажеме колку време играше. 10 години. 10 години, кое е тоа друштво? Културно-уметничко друштво на Срби и Македонци Бранко Чајка од Тетово. Од Тетово, Од Тетово, браво. да. Значи на Срби и македонци. Играв ти македонски и српски ора, така? Така беше, да. Браво. Јас ја прошетавме споро цела Србија. Тоа беше меѓународен прв надпревар Дукат во Бања Лука. Колку години имаше тогаш? Не сум сигурна Отприлика, точно отприлика. мислам дека пред 13-14 години е Добро, надпреварот. добро. Колку, 20 на години? Помалку. Помалку си имала. Да. Па значи поише од 13 години. Да. Ти проверувам сега со годините, значи нема врска. Окей, пред 15 години нека биде, Така бе. нешто. Окей, и? И значи 16 држави беа учеснички. Аха. Се сеќавам дека беа Италија и Коста Рика меѓу тие, значи што не беа овде во близина. Коста Рика што Коста играл? Рика. Што игра Коста Рика? Игра и тие некои. Игра нешто. Само за Браво. нив многу ми беше интересно, тие беа второ место. Аха. Затоа што зборува шпански Аха. и ние тогаш со сериите па пробувавме да разговараме Да со нив на разговарате. шпански, Аха, да. аха. Тоа ми беше многу интересно. И? 3 дена се одржуваше надпреварот.
Ние сите 3 дена настапувавме со различни игри и ура и со различни носи. Браво. Значи, бидејќи ни кажаа дека сето тоа ќе се оценува. Значи, Влегува во оценката. да, значи и оценува и однесувањето, и играта, и облеката, се. Кога дојде третиот ден за прогласување на победникот, ние бевме сите седнати како во стадион беше тоа, како во публика, еден представник, значи со знамето застанат, ако во случај го прогласат второ или трето. Они спремни, место. чекате сега да видат кој. И сега прогласуваат трето место, ние се гледаме, ништо, очекуваме трето, второ место. Да. Второ место, да, беа Коста Рика. Коста Рика. И ми е готово. Се разочаравте. Да, значи нема шанса да сме прво место и само прогласуваат прво место Македонија. Ние буквално сме станале сите вака како едно. Колку луѓе, колку бевте? Колку играли? Па 9 на 9 игравме, 9 машки, 9 женски. Браво, тоа се 16 луѓе. Да. Заслужуваат аплаузи од овде. Браво, од 16, а? И? Од 16 држави. И потоа беше најинтересно што во Тетово ние бевме пречекани со трупи. Па како да ме пречекаат поинаку победници? Требало откај ова, како се каже, триумфалната капија да влезете. Значи заслужувате. Одлично. За ова убава приказна конечно имаме највисока понуда. Го видели денсот на Коста Рика? Како се вика? Пунто, тоа е точка нешто. Куана Касте. Да, па тоа убаво вели изгледаат и убаво играле, ама нашите товчанки најубави. Нека пише Кут Бранко Чајка на YouTube, че излезе тоа со трубите во Тетово. А, со трубите во Не има на Тетово YouTube. да пишеш Кут... Како Бранко? Бранко Чајка. Бранко. Да. Бранко Чајка да пишеш. Ќе ти излезе трубите. Колку банкару? Добре. Оваа понуда уште не заслужила труби. 100.000 ако земеме или половина од тоа може би. Вака сега 14.000 денари Магдалена, меѓутоа луѓе, ова е највисоката. Што да правиме? Тоа е 35-100.000 во игра, 14.000 денари, уште 2 рунди. Мирослав, па пушти глас да му се сневиди. Нека продолжи уште. Да. Игра уште. Понудата? Не важи. Браво. Сега, Мирослав, кога ја натеравте така е да продолжи, девојчето си рече се, ако отворам ќе биде нели пониска, може би ќе играш и двојно, ве послуша, продолжи. Сега сите, договорете се, изберете 3 убави кутии, па после тоа ќе ве оставам да размислувате. 100.000 во игра, играме за нив. Стефан, што мислиш? Не знам, погрешив така да не сакам да правам. Не може никој да се нафати сега да кажува 10, 9, 1, зашто ги чуваме? Десетката. Ми беше замислено да ја чувам, не знам. Да га чувам, слободно продолжи. Да. Единицата, затоа што синот ми е први месец, а јас сум први ден. За роден дените. Исходните ги отвори, не знам. Да. Игра ги единица. Кажи Мирослав. Единицата? Единица да игра. Ајде, единицата, Катерина. Мирослав рече единица, отвори ја кутијата. Катерина, да видиме што има таму. 35, 100.000 во игра. Единствена висока. 3 сини, 3 ниски црвени. 6 кутии се во оптек. За која мислиш? Кажи, па да ги прачаме, па да одлучиме. 15 или 7 гол? 15-ка. 15-ката? Гоце, што мислиш? Ништо не мислам. Ништо не мислиш. Дали ќе го послушаш и овој пат твојот супруг? А може и е плаво. Пошто редов се ти е плаво, да знаеш. Ајде, 15-ка. Гоце отвори ја кутијата и бидете во право и двајца. Со среќа. Браво! Браво за Гоце. Сега кој за Мирослав, кој што ја предложи таа кутија, уште една ваква. За една симпатична понуда, конечно.
Се плашиш? За која се мислиш? Мирослав, Веселинка ја господја Живка? прашав, не Веселинка ја За прашав. десетката. Десетката да отворам? Не, Не? не знам, 11 или 7. Тоест, десетката сега ми текна. Синот ми рече да ја чупам десетката. Добро, тогаш чувај. Уште една. Ај, која мислиш ти? 11 да ја отворам, Анета. 11 Анета. Двојката. Што ви? Двојката? Не. Не? Ајде, која мислиш? Ајде, Анета, 11. Дефинитивно, да тргнам. Како стигнавме до 11-кава, само да прашам? Без објаснување. Ја па за се барам објаснување. Многу сум радознала. Како што сум радознала да видам што избравте сега, затоа што... Сино е. Што е? Сино е. Сино е. Ти што ме реши да ја отвориш, така, мора да мислиш дека е сино. Јас знаеш дека нема, не сум издајица јас. Кој ќе да знаеме што има? После рекламите. Ајде да имаш реклама. Интересна игра на нашата Магдалена од Челопек, инаку сметководител, мајка на едно синче. Колку има синчето? 10 години. Не прашав, како се вика? Јован. Јован. И што ти рече Јован за десетката? Затоа што има 10 години да ја чувам. Да ја чуваш. Ќе видиме. Добро. Во ред, тука е со сопругот Мирослав и со мајката Живка. Една од оние која што во старт отвори бајаги високи, двете највисоки, но храбро се бори и ги чува стуѓади кои што може би се мрзинета 22-ка. Но, што ако се во 11-ката? Се или не се? Не. А не, те отвори кутијата. Не се. Кај ти е на тебе интуицијата и сигурноста у старт кога почна што ги спотвори овие високови? Најверојатно на почеток уште возбудата. И сега се опуштив скроз, сега најверојатно знам што. Затоа што се запна од прескак уште кога отидов јас да ја дзиднам овај сумата, се запна сино е и повеќе од сигурно е дека е сино. И сега што се случува? 100.000 денари. Ако се во 22-ката, се или не се? Мислење. Па мислам дека се во десетка. Во десетката, добро. Значи, ако се во 22-ката, уште подобро, нормално. Ако се во десетката и продолжите да играте и на вистина се таму, нели? Ќе добиете уште поубава понуда. Во секој случај, ова е една, ќе ти биде највисока понуда тебе. Ама сега тоа е. Сепак имаме за игра уште една рунда, ако не сте задоволни. Банкар овака, така, мислам дека ова стотчево може да ти го земеме. Така е. Току може и 200, се согласувам. Така. Не е фантастична, ама е симпатична. Оно што можеме да го направиме, ако ја прифатиме, да ги удвоиме. Ако имаме среќа. Нормално. Или да се ризикува и да се игра до крај. 25.000 денари е понудата. Ризик е више. Ризик, Само една висока, ако ја сочувате супер, ако не ја отворите, ќе се одите максимум со 7.000 или удвоени 14.000. Овде се 100.000. Тука, Колку се? 100.000 овде се. тоа сакам да кажам, ако се во твојата во минатата 65 беа во кутијата. Да те подсета. Во Така што 22-ката? можно е. Не во 22, се извинувам, во кутијата на надпреварувачот, така да кажам, во неговата кутија. Така што се што е овде на екранот може да е кај тебе. 7, 5, 30 денари само, 50 денари само, а може и цела стотка. 5.000 и 7.000 најчесто ми беа у моите кутии. Добро. Можно и тоа. Сега ми текна кога останаа само тие во игра. Аха. Ти знаеш. Не знам ризик. Да ја прифатим? Мало е ризично, ама А ти тамо како е знаеш. ризик. Нормално дека е ризик. Да ја прифатим?
пошто ако ги прифатим овие пари, треба да му ги дадам него за превоз. Така е договорено. Инаку некој нема да ме врати во Нема да Тетово. те врати во Титово. Добро, не знам како сакате. Ајде, прашувам. Ги прифатим? Ја мислам ризик е, ти пала стам на те. Он сака да се биде сигурен, овие му се доволно он да се расчисти, па ти се ще преш понатаму Да. тоа е. Да. Да не, тоа е неговото размислување. Такаш игре. Такаш игре. Имаш 5 кутии, така? Уште на рунда. Да, на крај останува 2, значи на крај секако десетката ќе ја чувам, 9, двојка и седмица да ги отворам. Ти се игра? Да. Да? Иди. Да, не, значи Си игра, иди. треба да размислиш, па заеми ги, ајде. седумка, двојка, десетка и деветка. Заеми ги, Магдалена. Дали, како? Ја викам да ги земеш, што би... Да ги земе? Па, Ние се сигурни. За ова другото. ова е више ептен ризик со една кутија. Не може да си 22? излече. 25? 25? Да. Земи ги. Ајде. Мирослав? Моје мислење да иде. Ајде, добро. Подобро... јас... Врапче во рака. Не, подобро они да се управот колку јако се по мене да биде викањето. Драга, 25.000 денари, кои што се највисоката со оглед на играта и не е страшно, не е лошо, може да ги удвоиме. 100.000, ако мислиш дека се кај тебе или во кутијата што би ја чувала, ако сакаш продолжи, ако не 25.000 денари, кажи дали понудата важи. Ваши. Сепак важи. Понудата важи, да видиме дали 100.000 вредна кутија продадовме за 25.000, дали можевме да ја сочуваме до самиот крај, па да добиеме убава понуда, ќе да знаеме сега. Играј како што би играла. Да, Повели. десетката ќе оставам на крај. Значи двојка Фиданчо, Фиданчо. Отвори. 100.000 се во игра. 7 Ирена, Ирена. Отвори. и Само 9, малку, да. 9 Веселинка. 100.000 луѓе остана. Дали на вистина се во низината? 22. Дали се во ова деветка или во чуваната 10. Веселинка отвори. Добро. Имаше овде да, За беше работава, да ти кажам искрено. Аплауз. Супер што се откажавте. Оти наместо со 25.000, може би ќе се одевте со 5, а може би само со 50 денари. Супер, на време откажување, со тоа што сега е многу важна 23-ката. Може убаво да смени, на вистина, на подобро, ама може и на лошо. Значи, на вистина, први да ја чуеме последната понуда која што тотално не интересира, но добро да ја чуеме. Ајде. 2500. Играше до крај. Да. Да, отвори кутијата со број 22. Продадена е за 25.000, а во неа има 5.000. Десетната требаше заедно со родендените да си биде отворена. Да, ама Ете сакам да го послушам. Ајде, си го натворија кутијата, само имам уште едно прашање. Како Веселинка остана толку до при крај? Случајно не ни ја погледнав Ево цело го време. мојот мој. Случајно. Сега на крај ја погледнав, инаку цело време натаму ја воопшто не- заборави Да, стотката. да. И добро е што ја заборави. Луѓе, овие убави 25.000. Ќе кажам убави, сериозно убави. Зошто убави? Да. Па затоа што највисоката до пред 25 беа 14.000. Така што, супер. Посебно што 5.000 имаше внатре. Овие 25.000, може да бидат 50.000, може да бидат исто, може да ги преполовиме, да добиете плюс бонус телевизор. Ама има уште една варијанта која што е крајно непопуларна и непосакувана ништо. Не, нема да ја играм. АБВГ-та, која ќе ја играше? Која би ја играле? Ево договорете се. Да, мислам. Да, Да. не ги игрици. А не, ја играм. Живка? Да, ја викам. Да? Да. Ајде. Значи не ја играме? Не. Ајде. Да видиме што ќе отворевте во случај да ја игравте, односно со што ќе си одевте. Ништо, ја реков. Без ништо. Еве ти, видовте? Тоа е тоа.
Ќе си одевте без ништо, а тоа значи дека се направи на време, освен што многу рано ги отвори највисоките суми. Кажа и таа дека некако така избрзала, сепак возбуда некоја во стартот и жалам што тоа се случи, но ќе си одиме сепак задоволни. Да, супер. Ајде за крај. За крај имам многу за поздравување, не знам и јас од каде да почнам. Се разбира најмногу синот си го поздравува. Се короти се крвата дома. Татко ми, брат ми с нами и внукичката Софија. Имам золва во Германија, поздрав до неја и до целата фамилија. Тетка во Америка, поздрав и до неја и до целата фамилија. Чичковци, целата фамилија, значи на Чичковци. Голема фамилија сте. Да, Војко исто, целата фамилија, баба ми, дедо ми. И најголем поздрав до вработените во основното училиште, нормално директорот и помошник директорот кој што ми овозможија за да присуствувам на емисиите. Им благодариме и ние од наша има продукција како и на сите кои што ви дозволуваат да доаѓате на снимањата, кои што препознаваат дека луѓето заслужуваат да дојдат и малку да се забавуваат, неколку дена нели да ве сменат, нема нешто многу да смени таму, така што им благодариме од срце. Супер, што ќе им кажеш на твоите другари? Имајте среќа повеќе од мене и тоа. И тоа. Магдалина, беше исклучително драго што ти има првиот епизод. Драго ми што си одиш барем со една сосема пристојна сума со оглед на тоа како игравме и ти посакувам успех на сите полиња. Фала. Поздрав до сите, секако. Друштво, фала ви што дојдовте. Се вклучивте колку можевте, помогнавте колку можевте. Така е, нека биде и понатаму во животот, нели, од сето на што го правите заедно со Магдалина. Значи, кутија вредна 5000 ја продадовме за 25.000, ако игравме 20 ќе се увезме без ништо, сепак среќни и задоволни. Убава вечер со сите, се гледаме во следното издание. Чао, чао.